вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве го стигна и 1 декември. Вака така рече си ја истеравме цела година. Се ближи крајот на оваа 2024 која рака на срце беше бајаги турбулентна и веќе се подготвуваме за новата 2025. Се надевам дека таа ќе биде малку помирна од оваа. Значи еве го декември полека ќе почне да не фаќа новогодишна еуфорија. Ќе кити мелки, ќе ставаме сјалички, ќе правиме планови кој каде ќе слави и слично. Повеќето градови и општини почнаа со китење, освен нормално главниот град Скопје. Не се ни дрзнувам да прашам какви планови има Арсовска за годинава. Искрено, страф ми е. Од толку проблеми што има градот, мислам дека на Скопје ни на крајот списокот им е дали годинава воопшто ќе светне некоја сјаличка по улиците. Памтите, лани се закануваше дека ќе го накитала градот уште од октомври-ноември, да не ја критикувале. И ете така, пред некој ден ќерка ми погледна од тераса и виде како засветија сјаличките што општина Центар ги поставува на улицата Орце Николов и ме прашува: "Тато, зашто само на таа улица ставаат, зашто не и на булеваров?" мислејќи на булеварот Климент Охридски. Искрено не знаев што да ја одговорам. Мала е, за да земам сега и да ја раскажувам дека општините и градот ги водат различни луѓе и дека таа што е градоначалник на Скопје толку е неспособна, толку не е гајле за Скопје, што годинава тешко ќе видиме некоја сјаличка. Си премолчев и реков веројатно каснат малку ќе накитат и они, иако не си верував ни во сопствените зборови. Тоа доволно зборува со каква личност имаме ние работа во Скопје. Но толку за Арсовска. Веќе 2 емисии поред се занимавам со неа, а гледам дека ништо не ја допира, ништо не менува и посе изгледа ќе треба да ја трпиме или додека не се смилува самата да си оди, што не верувам, или ќе чекаме избори следната година. Како и да е, да видиме што е одбележа недалава што измина. Едното да го славиш, а другото да го газиш не е баш дефиниција за соживот. Во четвртокот македонското знаме беше скврневено, а албанското злоупотребено и посрамотено и наместо да биде чествувано достоинствено, стана инструмент за провоцирање инциденти и остварување лични политички амбиции. Но овој, еве ќе го наречам идиотов, што го кине моето, македонското знаме, едно ќе му порачам. Колку и да лета високо орелот, сепак над него ќе грее сонцето. И целта со ова што го кажувам не ми е да подгревам судири, да ги влошувам односите или да предизвикам некаков конфликт со моите сограѓани албанци. Туку само сакам да илустрирам колку овој чин не погоди сите нас македонците и дека ако сакаме, знаеме и ние да вратиме со иста мера. Нема некој што нема да се согласи дека гневот кај македонците е оправдан. Но ајде малку да го изанализираме целиот овој случај. Значи, пред неколку денови со свирежи, песна, рафални покотници, ете колони, возила, дел од албанците во Скопје го славеа денот на албанското знаме. Центарот на градот беше целосно блокиран од возилата кои се движеа полика по скопските улици, а можеше да се видат и граѓани како беа обесени низ прозорците од колите или качени на покривите и виореа албански знамења. Значи, на 28 ноември албанскиот народ го одбележува денот на албанското знаме. Иако во Македонија овој ден не е државен празник, ниту пак е празник на малцинските заедници, поголемиот дел од Полошкиот регион во Западна Македонија уште дента, во текот на денот, пред инцидентот, беше преплавен со албански знамиња, но и со карта на Голема Албанија. Мапата на така наречена етничка Албанија со делови од Македонија се вееше долж регионалниот пат Тетово-Јажинце. Тоа беше првата провокација, затоа што со ова директно се крши закон, и тоа по повеќе основи. Се поставува знаме на друга држава без националното македонско до него. Но нели во Македонија често со години наназад не е ретка праксата дури на државни празници законот за знамења да не се почитува. На некои места и воопшто го нема македонското знаме или пак не е застапено онака како што налага законот. Знамето на заедницата да се поставува заедно со државното и да биде за 1/3 помало од него. Меѓутоа, поради коалициски калкулации, пред се во изминативе 7 години од минатата власт, на ваквите провокации немаше реакција од државата. Барем не онакво какво што требало да биде според законот. Главно на тоа се гледаше како на бенигни и изолирани инциденти. Од прилике така помина и поголемиот дел од денот во четвртокот. Се додека наеднаш, така демек спонтано, откако се стемни попладнето, на улиците на Скопје не осамнаа колоните возила
кои почнаа да кружат низ главните улици од градот со иконографијата која ви опишав пред малку. Тоа беше првото нешто што ме натера да се подзамислам зашто ете така одеднаш, дури од кога се стемни, им текна на албанците од Скопје да слават. Како да не можеа тоа да го сторат пред тоа во текот на денот, нели, цел ден е празникот. И тоа е првата работа што ви покажува дека очигледно ова не е обична прослава, во која ете дел од албанската заедница во Македонија решила така спонтано да излезе на улица и да го прослави овој празник. Од авион се гледа дека позади целата оваа ситуација, пред се позади инцидентот со кинењето на македонското знаме, рафалните пукотници и кршењето на таблата на српскиот конзулат во Куманово, ставање на картата на голема Албанија, стои некој друг, кој има сосема друга цел, а не прослава на еден национален празник. Тезата дека албанците го скврнавале македонското знаме затоа што немале исти права со нас, воопшто не држи вода. Всушност, ако размислите подлабоко, може да си во право. Во изминативе 7 години нема исти права, има повеќе права од нас. Замислете што ќе се случи ако јас сега тука, например, земам и скинам некое знаме. Било кое, не мора да е албанското. Или кога излезам од студио, да земам од некого пиштол и да почнам да пукам од кола. А без една минута ќе ме уапсат и одма во притвор ќе завршам. Затоа велам, тезата дека нема исти права воопшто не држи вода. Но држи вода фактот дека ваков сериозен инцидент се случи, откако по цели 2 децении на власт, Дуи сега заминаа во опозиција и низините челници треба да одговараат за целиот криминал што го правеле години наназад. И не е дека не знаевме. Уште во август премиерот Мицковски нели ни најави предупреди дека Ахмет и неговата банда имаат план оваа есен преку протести и демонстрации да предизвикуваат дестабилизација, па дури можеби нов меѓуетнички конфликт, се со цел да ги спасат милионите народни пари што со години ги ставаа во джеп. Имаме информации со кои што располагаме и кои што се информации добиени по повеќе канали, дека раководството на Демократската Унија за интеграција, ова раководство на Демократската Унија за интеграција, во обид да го заштити капиталот кој што го создаваше изминативе 20-22 години, ќе превзема чекори во насока на дестабилизирање на државата, што е многу значајно да се спомене. А ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет, интегритет и мирот на граѓаните. Тоа е практично и целта на една држава. Ова предупредување е од август. И не беше само еднаш. Премиерот со месеци ни кажува дека Дуи крои црно сценарио за да се спасат себе си, ако е можно, на таков или ваков начин да се вратат на власт. Многумина не веруваа во овие предвидувања и велеа дека станува збор само за меѓупартиски препукувања. Но еве, пред некој ден се виде дека не било баш така. Сега, разликата е што откако Дуи виде дека нема сила да собере народ на улица, на некакви си протести, затоа што албанците во Македонија не веруваат веќе во нивните лаги, веројатно смислија алтернативни сценарија како да го остварат својот план. И во ова не предвидуваше само премиерот, сценариото го предвидуваа и други. Нова шарена револуција, обид за пуч, загрозување на стабилноста, немири, насилства на улиците. Кој е планот на Дуи, која не може да мирува откако отиде во опозиција? Во јавноста се зборува за есенско сценарио, за кое лично предупреди и премиерот. Но прашањето е, зашто и колку Дуи има моќ? Експертите на есен очекуваат експлозија на ултранационализам. Апсурд е да веруваме дека ќе има некакви насилства од вид на војни, препукувања и така натаму, но факт е, и тоа реално може да се очекува, дека ќе има ренесанса и експлозија на ултранационализам. Народот без друго е задоен, без друго 32 години се храни со национал романтизам. Кога сето тоа ќе го испомешаат со баби и жаби на есен, ја мислам дека нереди да, се возможни, меѓутоа во улични рамки, на ниво на инциденти.
Дуи со својата скршена суета ќе испроба многу опции, но се чини од и нивната главна реторика дека албанците во земјава се понижени, не поминува толку добро кај нивните поддржувачи. Според упатените, интегративците ќе мора сериозно да се консултираат за тоа какви чекори ќе преземат од септември, за да не доживеат фиаско, кога голем дел од народот нема да им излезе на протести. Токму овие чекори кои сега ги презема опозицијската партија, се за да го опипаат пулсот на електоратот. Имајќи во предвид дека ДУИ се градеше како клиентелистичка партија, тешко дека веќе ги има истите редови кои ги имаше и пред изборите, односно кога беа дел од власта, кој по секоја цена ги оценува луѓето кои се вработени во државна администрација да ги поддржуваат. Не верувам дека ќе има толку капацитет за да може да ги издржат тие протести. Пред се треба да ги убедуваш тие луѓе да излезат на протести и второто треба да излева зашто ќе протестират истите. И третото, многу е важно дали ќе имат економски капацитет да го издржува, бидејќи пред се тоа побарва многу финансиски средства. Дека не очекува турбулентна есен, меѓу редови потврди и портпаролот на ДУИ Арбар Адеми, кој рече дека партијата од септември излегува на терен. ДУИ претходно имаше средба со американскиот експерт Пол Вилијамс, автор на рамковниот договор, кој беше ангажиран од интегративците за да изнајде решение за почитување на легитимитетот и мнозинството. Веќе подолго време се шпекулира дека ДУИ од септември ќе и даде ултиматум на актуелната власт или да влезат во влада по принципот победник со победник или ќе бараат предвремени избори. Владата веќе обелодени за информациите кои дошле до нив од повеќе канали за планот за дестабилизација на ДУИ и веруваат дека нема да дозволат да се загрози суверенитетот на државата и безбедноста на граѓаните. Значи, уште при крајот на летото знаевме дека ДУИ крои црн план за дестабилизација. Но исто така знаевме дека нема да имаат моќ вистински да соберат народ на улица, па ќе се обидат преку вакви инциденти, како со кинењето на знамето, да предизвикаат реакција. И токму тоа се докажа во четвртокот преку дивењето на помалата група, при што беше искористена прославата на албанското знаме да се уфрлат инструирани луѓе со смислено сценарио за предизвикување немири, тепачки, повредени, па не дај Боже, дури и жртви. Па не ви беше чудно што за разлика од минатите години, кога ваквите славења на албанското знаме беа ограничени во средини во кои албанската популација е мнозинска, во четвртокот имавме низа примери на провокации со возила кои демонстративно и провокативно парадираа на китени со албански знамења и вклучени сирени токму во средини каде што и нема албанци, значи воопшто не се застапени. И тоа токму за време на најголемиот сообраќаен метеж во Скопје. Идејата веројатно беше да се испровоцира неконтролирана, прекумерна реакција на полицијата на лице место, додека колоните со луѓе парадираа низ градовите. Таа реакција да ја предизвика толбата, да се мобилизира и да возврати преку пресметка со полицијата и сето тоа да заврши со пукање во кое би загинал некој цивил. Во таа гужва, може полицијата и да не биде виновна за жртвата, но кој би се објаснувал од каде дошол куршумот кога толпата ќе зоврие и ќе ги нападне полицајците, тие ќе возвратат и така се добива рецепт за ново крвопролевање. Памтите нешто слично како што се обидува за време на шарената револуција, кога поединци уфрлени во толпата фрлаа со бекатон плочи на полицајците со цел тие да возвратат со употреба на сила и да се прикаже дека невин народ е тепан и така да се изведи уште поголем народ на улица. И не е само нашата шарена револуција. Вакви рецепти за немири има насекаде во светот. И тоа се прави како по учебник. За среќа, полицијата под раководство на министерот Тошковски за време на целиот овој случај реагираше максимално професионално и успеа да спречи да се оствари ова црно сценарио. Таа действуваше одлучно, но само во рамките на своите надлежности. На теренот покажа професионализам, смиреност и воздржаност. Нејзина задача не е да ги насочува инцидентите, да ги спречува, да го диктира темпото на настаните или на кој било начин да биде актер во овој театар. Не, таа е должна да го држи елементарниот ред и да спречи човечки жртви и материјални штети. Нејзина задача не е да тренира строгост и да спроведува било чии политички агенди. Токму и тоа го направија полицијата и министерот Тошковски. Веројатно ги осуетија плановите на тие што стојат зад наводното спонтано собирање на луѓето, направија добра проценка за она што се подготвува и одлучија да не влезат во крваво сценарио.
Замислете само што ќе се случеше ако полицијата на вистински и силно се обидеше да ги спрече провокаторите. Например, да ги блокира колоните возила со албански знамиња, да демонстрираше сила на лице место да го апсеше оној абдалот што го кинеше знамето и сето тоа да го прави во една робусна акција со вооружени специјалци како што посакуваа некој. Не мислите дека во таква ситуација оние што пукаа во воздух немаше одма да ги стават на нишанот на калашниковите полицајците и така да се предизвика крвопролевање? Сите знаеме дека под црните фантомки, кои најчесто се главни актери на вакви провокативни настани, не се кријат во спалени глави на луѓе задоени со омраза само. Под нив се кријат и добро обучени и платени провокатори, чија задача е да се потрудат протестите и славијата да завршат со крвопролевање. Едноставно, со таквата реакција, МВР само ќе долееше масло на огнот и ќе станеше дел од крвавото сценарио. Наместо тоа, полицијата на Тошковски ладнокрвно ги изолираше настаните, ги држеше под контрола, ги документираше и еве сега влегува во процедура на кривичен прогон на сите што беа вклучени во инцидентите. Осум уапсени, а има уште многу. Еден малолетен, другите млади лица од 18 до 21 година. Ова исходот по синокишните инциденти, каде македонското знаме беше палено, искинато и газено со автомобил, на денот кога се славеше албанското знаме. Четворица се уапсени за тепачка, другите четворица дека предизвикале национална, расна и верска омраза и нетрпеливост. Меѓу уапсените и лицето кое го кине македонското знаме. Но дали меѓу нив се и лицата кои пукаа рафали со автоматско оружје? Министерот за внатрешни работи конкретно не одговори. Тошковски синокешните инциденти ги оцени како директен напад врз македонската држава. Дали биле инструирани со цел да предизвикат меѓуетнички тензии и дестабилизација, МВР допрва ќе истражува. Еден од овие луѓе е фатен инфилтранти како се обидува да запали македонско знаме, друг е фатен како го симиња знамето, благодарност до сите совесни граѓани, да речеме, кои што на социјални мрежи споделија ваков тип на несакани действија, заради тоа што еден од кривично правните настани ги расветливме по добиена снимка од социјални мрежи, морам тоа да го напоменам. И оној кој што го кине знамето, а при тоа има едно црвено возило во позадина, лицето е апсено. Дали полицијата беше подготвена за вчерашното сценарио? Дали имаше можност да се спречат инцидентите? Тошковски смета дека полицијата била на висина на задачата и постапила соодветно. МВР жестоко и сурово ќе одговори на сите кои имаат на ум да предизвикаат било какво сценарио за дестабилизација на Македонија, вели министерот. Дали полицијата одговори соодветно? Јас апсолутно сметам дека да. Зошто? Заради тоа што во текот на вчерашниот ден, за среќа, жртви немавме, за среќа, тешки телесни повреди немавме, за среќа, не се оствари посакуваното сценарио на некои недобронамерници на Македонија. Деновиве ќе се работи на идентификување и на другите лица кои учествувале во инцидентите. Уапсените се наоѓаат во полициска станица, а по насоки на јавен обвинител ќе бидат изведени пред суд. Известен и јавниот обвинител и се преземаат действија за расчистување на настанот, соопшти и од основното јавно обвинителство. Бројката на приведени и кои ќе бидат гонети се искачи на 17 до денеска. Значи, министерот Тошковски, полицијата под негова команда, целиот случај го извозеа како по учебник и им одржаа лекција на оние кои што стојат зад ова сценарио, што самите мислеа дека и они знаат како по учебник како се водат шарени револуции и ќе предизвикаат крвопролевање. Друг јасен доказ дека власта и МВР завршија одлична работа е начинот на кој реагираат ДУИ и СДСМ околу целиот случај. Еве како непристрасен посматрач, само погледнете ги двете соопштенија, тоа на СДСМ и тоа на ДУИ. И одма останувате во дилема. Имало ли побогу полициска реакција на скопските улици или не? ДУИ тврда дека вандалот што го искинал македонското знаме, тоа го сторил токму заради острата полициска реакција, а СДСМ пак обвинува дека немало полициска реакција и бараат одговорност од Тошковски.
Демократската унија за интеграција остро ја осудува полициската интервенција без преседан за време на прославата на Денот на албанското знаме, ден кој има исклучително значење за албанците во Македонија и ширум светот. Ова интервенција, наместо да го зачува јавниот ред, предизвика непотребни тензии и создаде клима на конфронтација, нарушувајќи го правото на граѓаните слободно да ја одбележат оваа значајна празнична традиција. Стоеше во сопштението од ДУИ. Значи, Ахмети ја обвини полицијата дека е виновна за вандалскиот чин во кој сторителот си живо врз македонското државно знаме. За разлика од Ахмети и ДУИ, СДСМ цело време ја напаѓа владата МВР, министерот Тошковски, премиерот Мицковски за недостиг на полициска реакција. Министерството за внатрешни работи, предводено од министерот Панче Тошковски, очигледно целосно потврли во превенцијата и контролата на ситуацијата. Граѓаните имаат право да прашаат зошто полицијата не беше присутна и зошто немаше брза и одлучна интервенција за спречување на овие инциденти, се вели во сопштението на СДСМ. Ајде сега некој нека ми објасни. Имало или немало полициска интервенција? Токму овие реакции на ДУИ и СДСМ се доказ дека владата, премиерот, министерот и полицијата одлично ја завршиле својата задача. И после ова, тешко дека некој може да ме убеди дека во четвртокот ете сме биле сведоци на излив на некаква си самоорганизирана масовна прослава и дека на таа прослава албанската заедница во Македонија била испровоцирана од полицијата, па затоа се случили инцидентите. И дека со инцидентите се покажале како точни оние глупи тези дека откако ДУИ заминала во опозиција, албанците се угнетени и им се одземаат нивните права. Тоа е всушност наратив кој Ахмети и компанија се обидуваа да го продадат со месеци наназад. Кога ќе го изанализирате целиот случај, реков, од авион се гледа дека станува збор за очајнички однапред испланиран обид да се најде причина или да се предизвика инцидент и така да се дестабилизира Македонија. Нешто на што ете од летото предупредуваше премиерот и дел од експертската јавност. Односно, се сакаше да се добие своевидна реприза на настаните од Гостивар во 1997 година, кога памтите Бранко Цервенковски како премиер одлучи со сила да се отстранат албанските знамиња што градоначалниците на Тетово и на Гостивар ги истакнаа пред општинските згради. Тогашната робусна полициска акција во Гостивар доведе до судири со вооружени луѓе, при што загинаа 4 цивили. И сето тоа, неколку години подоцна во 2001 година, заврши со вооружен конфликт, од кој нели се роди ДУИ. Значи да резимираме. Инцидентот од четвртокот се веројатно добро смислени сценарија за предизвикување жртви, а со тоа и пат на владата на ВМРО, ДПМН и на Мицковски. Требаше да се испровоцира неконтролирана прекумерна реакција на полицијата, таа реакција да ја предизвика толпата да се мобилизира и да возврати, и сето тоа да заврши со пукање во кое би загинал некој цивил. И така, ете да се вратиме во 2007 година или 2001. Со крв на улица да се принуди коалицијата вреди да излезе од владата или да биде под силен притисок тоа да го стори. Притисок сличен на кој се наоѓаше ДПА на Арбен Џафери на крајот на 90-тите и за време на конфликтот во 2001 година. Па така, со евентуално напуштање на вреди, владата би останала на стаклени нозе. Иако би имала 64 пратеници, би била без албански партнер и без капацитет да преземе било што посериозно. Посебно не да почне да се справува со корупцијата на изминатата власт. Справување кое граѓаните го очекуваат. Влада која би била приморана да распише предвремени избори, а на тие избори вреди да изгуби затоа што би била компрометирана, нели обвинето дека не се грижала доволно за интересите на албанците во Македонија. И тука на сцена да ни се вратат така наречените команданти од ДУИ и нивниот генерал Ахмет. За среќа, ваквото сценарио барем засега не успева и нивните црни сценарија се добро осуетени од Мицковски неговиот тим. Сепак, како што и самиот вели, не треба да исклучиме можноста ваквите инциденти да се повторат. Владата ќе одговори жестоко на сите провокации и обиди за дестабилизација, порачува премиерот. Христијан Мицковски го осуди сквернавењето на државното знаме и додаде дека очекува вакви провокации во иднина, но апелира граѓаните да останат мирни и да не дозволат да бидат вознемирени, откако што рече, мала, изолирана и манипулирана група од оние кои ги штитат своите милиони. Ако мислите дека ова ќе биде изолиран случај, нема да биде. Очекувајте дека ќе има и во иднина, бидејќи како правдата пополека, но сигурно се доближува до криминалците и како правдата
ќе затропа на нивните врати, така тие ќе стануваат понервозни, понетрпеливи и единствениот начин да го одбранат криминално стекнатиот капитал е токму вака, со манипулирање. Премиерот и честиташе на полицијата за навремената трезвена и државничка акција. Рече дека имали информација од вакви провокации има токму на денот на албанското знаме, за што ги предупредиле и нашите стратешки партнери. И ако мислат дека се недопирливи, и ако мислат дека ова што го зборуваме не е вистина, мислам дека силно ќе се разочараат и ќе бидат сведоци уште во првиот обид за овие кои што во текот на вчерашниот ден беа приведени, но и оние кои што во текот на денот и деновите кои што следат, а кои што постојат докази за сторено кривично дело или прекршечно дело, ќе бидат исто така приведени и извадени пред истражен судија. Значи, кога му гори на Ахмети, треба сите да гориме. Е тешко. Планот на Дуи е пробиен. И сите треба да бидеме свесни дека некој намерно се обидува да ги наруши меѓуетничките односи. Најлошото што може некој од нас да направи во вакви моменти е да подлегне на провокациите, како на пример да земе и да запали албанско знаме или да најде начин да нападне некој свој сограѓанин албанец. Сите мора да сватиме дека ние немаме поважна задача од тоа да го сочуваме меѓуетничкиот мир во Македонија и никогаш веќе да не дозволиме со човечки жртви да се плаќаат амбициите на некои неодговорни политичари. Да, има политички сили и криминални структури на кои им пречи меѓуетничката стабилност и кои сакаат за да ги спасат милионите што ги украле во иднина да се обидуваат да го предизвикаат мирот и да предизвикаат крвопролевање. Гледам дека има и партии, но и некои медиуми, новинари и инфлуенсери кои мислат дека преку вакви сценарија може да си ја вратат изгубената моќ или да стекнат некоја нова слава или нови пари. Нашиот е да издржиме и да не дозволиме да не вовлечат во нивните мрачни игри. Мотивот на овие луѓе не е само да се дограбат повторно до моќта, што ја имале, туку како што кажав неколку пати, да го сочуваат тоа што го ограбиле досега, а верувајте се плашат и тоа многу. Доволно беше чекање. Од понеделник започнува акција против одредени обвинители кои што директно штитат политички и бизнис моќници, за кои постојат сомнежи дека долги години вршеле криминал во Македонија, порача премиерот Христијан Мицкоски. Вели на дел од луѓето во правосудството им била дадена шанса да почнат да ја работат својата работа, но сепак нема никакви резултати, туку гледаме само заштита на можни криминали сторени од моќници. Доволно беше чекање. Чекавме, дадовме шанса, доволно беше. Очигледно дека прежестоки се нападите наеднаш на диареја, грчеви во цревата, главоболка, температура, анксиозност и така натаму, која ќе треба да се потпише последниот указ за да се спроведе правда. Така и поедини обвинители за жал. Справување со можните инкриминирани кадри во правосудството се најавува веќе неколку месеци. Мицкоски порача дека планот како ќе се справуваат со овој проблем веќе е направен и вети дека нема да има шоу и спектакуларни апсења со цел некој да биде понижен, како што тоа беше во минатото. Не функционираме како естрада. И сигурно дека нема јас сега да кажувам како што тоа во минатото се случуваше пред камери, пред медиуми или да носам специјални полициски единици, да понижувам луѓе, индивидуи и така натаму и така натаму. Имаме план, од понеделник почнуваме со имплементација на план. Мицкоски на пратеничките прашања од собраниската говорница рече дека има неколку стотици случаи во Министерството за внатрешни работи и финансиската полиција кои се наоѓаат во обвинителството за постапување и дека по нив не се постапува. Каже и дека таму има луѓе кои не ги интересира правдата, туку дека тие се нечии заробеници. Токму од ова се плашат. Се плашат дека нивните заштитници во правосудството ќе паднат и дека наскоро ќе треба да одговараат за се што правеле досега. Нема веќе да имаме обвинители и судии кои слаб им е имунитетот, па кога ќе треба да се гони некој од ДУИ или од СДСМ, добивале настинки, закачуваат вируси, диареја и слични. Не, доаѓа време на одговорност. И тоа нема врска со правата на албанците или со меѓуетничките односи. Од таму потекнува стравот на ДУИ и тоа е мотивот за мрачните сценарија. Тоа е мотивот за скврнавање на македонското знаме. И тоа е мотивот за да Ахмети тврди дека во Македонија била загрозена меѓуетничката стабилност и се враќале условите кои биле причина за војната во 2001. Тоа е мотивот што кука за балансерот, што кука за законот за двојазичност и што на крај кука дека во власта не биле застапени албанците и тоа било сериозна закана
за мирос. Значи не е ни желба за власт, туку страв дека некој од кај нив ќе одговара за тоа што ете, на пример, неговите внуци преку ноќ станаа милионери, или кој е ќарот на груби со проектите од над 200 милиарди евра за автопатите, кои не почнаа, дури сега почнаа да се прават, или бизнисите со државна лотарија, со Равија, Eurovија и слично. Пред некоја недела реков дека командантите на еднаш ги сменија војничките униформи со костуми и вратоврски. Сега ќе треба костумите повторно да ги остават и да ставаат униформи, но не војнички, туку веројатно пругасти, затворски. И мислам дека тука веќе е време да одмориме 7 блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода од седмица и нели тука ни останува уште малку време да се позанимаваме со некоја тема. Која не сме стигнале во првиот дел. Во делот пред реклами разглабавме што е мотивот и која беше целта поради која настрада македонското знаме и која е улогата на ДУИ во сето тоа. И додека власта се справуваше со можеби еден од посериозните инциденти во последниве години, СДСМ и Филипче, замислете, добија напад на патриотизам. Имено по инцидентот на прославата на Денот на албанското знаме, пратениците и функционерите на СДСМ започна иницијатива на Facebook, објавувајќи профилни фотографии со македонското знаме. Тоа го стори Венко Филипче, која замени заднинската фотографија со фотографија од македонското знаме. На исчекор се одлучија и неодамна избраните подпредседателки на партијата, Каја Шукова и Кристина Костовска, како и пратениците Оливер Спасовски, Благој Бочварски и Јована Тренчевска, кои ги променија своите заднински фотографии со слики од македонското знаме. Новоизбраниот подпредседател на СДСМ Методија Илиевски и го стори истото, а слична промена направи пратеникот Јован Митревски. Иницијативата најде на широка видливост на социјалните мрежи, каде ете функционерите на СДСМ демек сакаат да дадат символична подршка за македонското знаме како државен и национален символ. Абе да не ви се верува. Истите тие што ни го сменија името, подпиша капитулантски договор со Бугарија, прифатија протоколи со кои треба да се откажеме од историјата, идентитетот, јазикот и што се не, сега преку ноќ станаа патриоти. Како прочитав некаде, знамето на Фейсбук северна во срцето. Ако патриотизмот беше спорт, екипата на Филипче ќе беше повеќе кратен победник во дисциплината глумење на социјални мрежи без пречки. Поголемо лицемерие од ова не сум видел во поновата историја на Македонија. Знамето, кое до вчера им беше северно, сега одеднаш им се претвори во најважниот национален символ, а неговите новопечени бранители се истите оние функционери што насила ни го менуваа името без да ја почитуваат волјата на народот. Истите оние заради кои сега стоиме во место зашто ветуваа нели промена на уставот, исто во спротивност на волјата на македонскиот народ. Истите они кои менуваат табли на споменици, брусеа шахти за да го трнат сонцето од кутлеж и поднесуваа кривични пријави ако некој го истакне старото знаме. Сега тие ќе го бранеле македонското знаме. Што мисла дека со еден клик на Фейсбук ќе станат патриоти и заштитници на Македонија? Искрено не знам што е потрагично. Тоа што верува дека навистина се патриоти или што мисла дека народот ќе ги поверува дека ако смената една слика, дека готово ги решиле сите проблеми со нивната национална гордост. Каде беа сите овие кога истата таа СДСМ ни го менуваше името, кога газеше врз волјата на граѓаните на референдумот и слично? Што мислеат? Дека после 5 месеци во опозиција и оној конгресот од пред некој ден, секи им биде простено? Кога сме веќе кај конгресот, што се случи таму? Не се појави на конгресот, ама во свој раце си ја презема целата СДСМ. Освен што лидер на партијата е неговиот личен пријател Венко Филипче, Зоран Заев на конгресот во највисокиот партиски орган Централниот одбор инсталираше свој луѓе, меѓу нив се поранешен градоначалник, директори, заменик министар, пратеник, луѓе кои не беа многу експонирани, но се дел од неговиот круг. Тоа што предизвика најголеми негативни реакции е изборот на Фани Карамфилова Пановска, поранешниот прв човек на фондацијата Сорос за заменик председател на СДСМ. Таа доаѓа на местото на Сања Лукаревска, фотелја во која седеше и Радмила Шекеринска. За многумина, ваквиот избор на луѓе покажува во каква состојба е партијата во моментов, односно дека нејзина единствена цел е финансирање на одредени невладени организации. СДСМ веќе не е партија, СДСМ е заложништво на невладените партиски организации. Од доаѓањето на Заев, од одењето на Бранко Црвенковски,
Таа партија веќе не е партија, таа партија е извршител на хонорарните потреби и потребите за алиментација на невладините партиски организации на СДСМ. Тие таму уфрлија своји луѓе, тие кршеа по шарена револуција, тие имаа своји пратеници, своји министри. Сега редовно е нормално и да ја имаат и целата партија. Пак ќе ги видиме на терен. Според Драган Павлович Латас, Филипче бил инсталиран од струмичкото крило на партијата и со тоа де факто Заев се уште ги држи конците. Со овие луѓе во главните партиски тела, СДСМ само се подготвува за пораз во неколку следни изборни циклуси. Видов една група од 130 луѓе која е избрана, тотални анонимуси, никаков придонес во политиката, во јавниот живот, никаков влог во партијата на собствен професионален или личен авторитет во јавноста. И ја само краток коментар дека вчера СДСМ потпиша пораз на локални избори и најави пораз на идните парламентарни избори. Најмногу се радува од знам, кои веројатно ќе добијат барем 2-3 пратеника повеќе на наredните парламентарни избори. Меѓу членовите на Централниот одбор ќе бидат Филип Андов Сокол, поранешниот директор на затворот Шутка, Горан Трајковски Штраус, кој беше прв човек во пазарна инспекција, Викторија Аврамовска Мадич, екс заменик министерка за правда, Велимир Смилевски, кој беше градоначалник на Бутел, Мартин Костовски, поранешен пратеник, Гордан Шутаров, кој во моментов е дел од Советот на град Скопје, поранешниот председател на СДММ, Марко Михаиловски, и Кети Штерјова, која во минатото била на функцијата подпредседател на младинската организација на социјалдемократите. И по Заев Заев, усори не, и по Заев Филипче, не, и по Филипче Заев, не знам. И јас веќе се збунив од што не знам што прават. Само знам дека сега СДСМ целосно е приватизирано од другарите Заев и Филипче и дека во него конечно ете го вклучија целиот оној демек невладин сектор. Тој истиот кој ако памтите, самиот Заев го нарече, цитирам, сето шуто и рогато. И добро е што веќе не се ни кријат. Мислам дека најголем добитник од овој конгрес на СДСМ, па дури не се ни Филипче ни Заев, дури ни Сорос, туку ВМРО ДПМН, и да посакуваа, не можеа да добијат подобар исход. Со ваква опозиција можат уште сега да ја слават победата на следните избори. Јас искрено не знам како СДСМ мисли дека со вакво компромитирано раководство може да ја добие волјата на граѓаните. Но тоа си се нивни проблеми. Нели познати се по тоа дека за нив нема дно што не можат да го пробијат. Го разбирам дури оној Шилегов, кој изборот нели на новото раководство го поздрави со песната Во бестрага на Игор Џамбазов или рефренот Дали вака мириса крајот. За нив не знам, но тука е крајот и на оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела. Во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.